Svetla varijanta. Небо зрак, птиците по небата, утрото пред зората, ниту една темнина пред светлината. Истрите ги очите живот, за љубов луѓе гладни. За љубов гладни! Пакнежи на светот, така на усне сите допири, ден за ден, утро по ноќ. Ние будни, не оставив ниту една преќа, ниту една љубов, никаде сама не отидов. Со нас, ниту еден збор, така се препознава, така не има. Ништо веќе не те боли.
живее од болка, како се преживува од една до друга рана во срцето. Го земам Твоето име како мое, секогаш, само мое. Така ме врзува секоја идност со секое минато. И така те љубам. И никогаш не заборавам. Не постојат расфрлани денови. И ние што знаеме да ги препознаваме знаците што се секогаш околу нас, многу добро знаеме што значи овој дожд вечерова. Почитувани пријатели, гости и домаќини, почитувачи на Рацин, влюбеници во Македонија, патриоти, родолюби, филозофи, сонувачи, реалисти, песнопојци, знаменосци, космополити, филантропи,
луѓе, Велес Вегушка го шири Рациновото срце и ви благодари што умеете да го чувате името и споменот за Рацин. Добра вечер и добро дојдовте. Почитуван господине Славчо Чадиев, градоначалник на општина Велес. Почитуван заменик министер во Министерството за здравство, господин Јовица Андовски. Драги гости од Република Хрватска, почитувани присутни. Велес во јуни живее за Рацин. Велешани оваа недела пиеја кафе, читајки и слушајки ги најубавите Рацинови љубовни стихови. Ја прегрна и неговата тага и неговата желба за среќа. И сите посакаа среќата што ја имаат денес да му ја посветат нему. Денес сме среќни за Рацин, зашто го живееме неговиот сон, во животот и во љубовта. Денес е гордост да се биде велешанец, а уште поголема гордост да се биде потомок на Рацин. Затоа на самиот почеток ви благодарам што дојдовте заедно да го споделиме ова чувство на припадност на еден човек, на припадност кон Рацин. Ова не го велам случајно. Изминатиот месец во периодот на подготвувањето на Рациновите средби остварив бројни комуникации со стопанствениците во Велес, со здруженијата на граѓани, со институциите, установите, спортистите, уметниците, професионалците и аматерите и сите со воодушевување прифатија да бидат дел од овој секојдневен спектакл, во кој единствената нишка на тоа што не поврзува е самиот Рацин. На сите поединечно и благодарам не само за завршената обврска, туку за љубовта, одговорноста, за ентузијазмот со кој им придоа на доверените задачи. 51-те Рацинови средби беа предизвик за сите нас како велешани, но и за организациониот одбор да ги направиме поинакви од досегашните, да дадеме нешто ново, да им дадеме нова димензија и да ги доближиме пред се за оние за кои што се наменети оваа година, за младите. А интересот што го покажаа младите ни дава дополнителна сигурност дека Рацин ќе живее уште многу генерации. Во името на градот на Рацин, чест ми е што можам да ги поздравам нашите пријатели од Република Хрватска, на кои им ја посветуваме оваа вечер, затоа што врските што ги создаде Рацин со оваа земја од ден на ден стануваа се посврсти. Му благодарам исто така и на Министерството за култура при владата на Република Македонија што ги поддржа овие Рацинови средби во врвот на литературните манифестации од национално значење во Република Македонија. Драги пријатели, добро дојдовте и овој пат да се поклониме пред животниот збор на поетот, пред неговата филозофска космополитска димензија, пред скромноста на грнчарот и големината пред на човекот. Оваа година е година на бели мугри. Пред 75 години во Самобор се појави првата испечатена книга на белите мугри, а секој ден во неа е по еден стих од недоречената љубов испишана со крв во песната што ја запре истрелот. Во име на вистината, во име на Велес и велешани, 51-те Рацинови средби ги прогласувам за отворени. Ви благодарам. Го зимам Твоето име како мое и затоа Ти подарувам бесмртност, кондензиран воздух по Тебе, антологија на болката и мој портре ако побараш. Капка крв од моето тело и душа ја имаш веќе. Моето идно име ме врзува за секогаш со Тебе. Пее Рацин во својата 15-та дописка. Сепак, прво објавениот Рацинов текст е автобиографски или поетската проза Резултат. Дури потоа, истата година, во 1928, во истото списание, Критика, излегува од печат песната Синови на гладот. Непобитен факт е дека рефлексиите на сите поголеми и поважни литературно-естетски раздвижувања од Европа подоцна стасуваат на овие простори, а најдоцна кај нас во Македонија. Токму поради тоа е навистина штета што Рацин нема да се појави на литературната сцена со оделна книга стихови антологија на болката уште во таа далечна 1928.
Меѓутоа, сепак тука е 1939 кога во Самобор, близу Загреб, се случува појавата именувана како Бели мугри. Иако е трета стихозбирка објавена на македонски јазик во предвоениот период, по стихозбирките на Венко Марковски, Народни бигори и огинот, објавени 1938 година во Софија, таа го носи приматот на прва збирка на народен македонски јазик, што излегува во рамките на една тогашна држава, Кралството Југославија, по која припаѓала и денешна Република Македонија. Збирката представува изворедно крупен настан во културната и политичката историја на македонскиот народ и пошироко. Та е врвен дострел на Рациновото творештво, дело неделиво од неговиот живот и неговото класно и национално определување. Дело со кое ги потврдува можностите за изразување и на најсуптилните чувства на јазикот кој бил забрануван и одрекуван. Со Бели мугри и се отвора пат на современата македонска литература, а Кочо Рацин станува еден од основоположниците на современата македонска книжевност. Стихозбирката составена од 12 песни, напишани на велешки дијалект со премиси на од западно-македонските говори, ја гради својата поетска слика низ социјални и револуционерни теми. Насловот на стихозбирката е символичен, пејсаж кој е посакуван од работниците, аргатите и сите експлоатирани луѓе, зашто како што пее Рацин, има в темнината нешто живо пак да свети. Има болка на душата, има души наранети. U torbi samo 2 bluze, suknja, cipele za kišu i kućna haljina, a sve ostalo još nedozrele naranče. Nedeljom, kad idemo u crkvu, ljutila bih se na nju što je uvijek u istoj odjeći. I ovako sam previše ponijela, govorila je, a naranče rodile. Ne znam gdje se izgubio taj studeni i prosinac i kada je i za koga postavljen most kojim se odlazi trajno iz ovakvih prizora. Sada sa otoka sunčane, sočne kugle stižu bolničkim kolima. Putuju s blijedim i uplašenim ljudima koje ne poznajem. Vozač uvečer kasno zvoni na vratima, evo poslali, kaže. U kartonskoj kutiji samo naranče. Same izlaze i raspoređuju se u gostinskoj sobi. Po navici otvaraju ladice i ormar sa vješalicama. Zarobljena prizorom, teško razvrstavam stvarnost i san. Ipak, nakon toga danima, u cijelom stanu isprepleteni mirišu zajedno. Divna i čast i povjerenje i kad pjesnik dobije priznanje koje nosi ime pjesnika, na neki način to je i potresno za njega i obavezuje ga da uradi mnogo više i ja vjerujem da je ovo za mene više posticaj i u budućnosti ću nastojati da te veze između Makedonije i Bosne i Hercegovine budu još dublje i veće i ljepše, a mislim da poezija jeste najljepši način da se povežemo i da na najljepši način razgovaramo jedni sa drugima. Pomalo zavidim kolegama iz Hrvatske jer su oni mogli da izađu i pročitaju pjesmu. Ja treba nešto da kažem što je za mene mnogo teže. Voljela bi da mogu da vam govorim stihovima. Ovako to je moj način da nešto kažem.
Ovo je sad sve ovako ispresjecano i pod utjecajem jakih emocija i dobila sam puno poklona i s tim su me isto zbunili, nisam znala, nemam toliko ruku koliko sam poklona dobila. Ponijeću i sve naravno sa sobom u Banja Luku i u Bosnu, a i ono što je mnogo vrijednije, puno lijepih utisaka o svima vama, puno novih prijateljstava, puno divnih ljudi i uspomena. Hvala vam još jednom jako puno i nadam se da ćemo se družiti u ostatku večeri u ovako jednoj prijatnoj i zaista svečanoj i posebnoj atmosferi. Hvala vam. Почитуван градоначалник на Велес Славчо Чадиев, почитувани граѓани на славниот Велес, најнапред сакам да го искажам своето големо задоволство и радост дека годинава мене ми припадна честа да го понесам високото признание што го носи името на великанот на модерната македонска литература Кочо Рацин за мојот роман Посмртна венчавка во издание на реномираното книгоиздателство Матица Македонска од Скопје. Задоволството ми е уште поголемо дека печленото жири што ми ја додели наградата е составено од видни и врвни наши писатели. Инаку сите веќе се добитници на Рациновото признание во изминатите години. Тоа за мене представува уште поголемо признание. Во оваа пригода сакам да му изразам посебна благодарност на првиот рецензент на овој роман, на истакнатиот поет и литературозналец Раде Силјан, како и на екипата на книгоиздателството Матица Македонска. Во овој свечен миг за романот Посмртна венчавка јас не би кажал повеќе од она што толку прецизно, концизно и стручно го соопшти председателот на реномираната комисија Иван Чаповски, освен збор 2 дека овој роман е еден вид реквием за моите родители од Костурското село Сетома, кои големата драма